Министерке, ова е втор ваш состанок министерски тука во НАТО. Можете ли прво да ни кажете кои беа денеска главните теми на овој состанок? Ако го вклучите телевизорот на некој од глобалните канали, темите кои што ќе ги чуете таму, тоа се темите на кои НАТО дискутира. Во принцип се дискутираше, се разбира, за односите со Русија и фактот дека Русија го напушти практично договорот кој долги години ја штитеше безбедноста на светот, не само на делот кој што е под НАТО. Дискутиравме за состојбите во Авганистан, дискутиравме за реформите во НАТО и делењето на обврските помеѓу земјите членки. Преведено тоа значи докаде сме со 2% од бруто домашниот производ, но и новите програми кои што ги планира Алијансата и нејзините земји членки. Планови од вселенските програми, развивање на нови оружја, меѓутоа и создавање на друг тип на интероперабилни сили. Значи, сето она што во моментот го окупира светот низ призмата на безбедност, сето тоа е на агендата на НАТО. Околу тој договор нуклеарен со Русија, бидејќи Русија представува закана за нас, до кој степен треба ние да бидеме загрижени како Македонија, особено што протоколот се уште не е ратификуван? Дали во тој контекст повлекувањето на Русија може да повлече дополнителни ризици за нас во наредниот период? Главниот ризик е ризик кој што го имаме како дел од овој свет. Во случај на нуклеарна закана, дали сте во НАТО или надвор од НАТО, во принцип цената ќе ја плати секој човек, ќе ја плати секоја земја и тоа е опасност од која светот со право се труди да ја избегне. Меѓутоа, односите НАТО-Русија се разбира дека влијаат на нас, влијаат и на состојбите во регионот и ние со право кажавме дека нашата брза трака за НАТО членство, фактот дека навистина земјите членки ја препознаа шансата и почнаа брзи ратификации, покажа дека НАТО земјите членки не сакаат ништо да остават на случајот и дека сакаат она што се почна да се заокружи, без било какви влијанија од страна. Тоа што ние знаевме да почнеме навреме, да покажеме со реформите дека сме сериозни, со тоа што ги решивме двата крупни проблеми и односите со Бугарија и со Грција, им дадовме шанса на НАТО земјите да ни помогнат. Ја создадовме шансата и ја искористивме. Меѓутоа, морав да признаам и пред колегите министри за одбрана дека НАТО алијансата со брзата реакција на земјите членки покажа дека точно знае каде се предизвиците и дека кога ќе се даде шанса, таа шанса ја искористува. Ќе се навратам на ратификациите и на протоколот. При тоа само сакав околу овој нуклеарен договор, дали навистина постои толкав безбедносен ризик за Европа доколку Русија се повлече, односно не се усогласи до 2 август и сад се повлече? Дали постои вистински голем ризик од некаква војна, конфликт на европска територија или е малку се претерани овие предупредувања? Малку е покомплексна ситуацијата. Значи, овој договор долго време беше сидрото за стабилност во светот и елиминирање на стравот од нуклеарна катастрофа. Таа нуклеарна катастрофа ќе се одрази на сите. И тој беше некаква гаранција дека сите се свесни за ризиците поврзани со нуклеарното оружје. Проценката на земјите членки на НАТО, не само сега, туку во последно време, беше дека Русија не ги исполнува своите обврски и де факто се повлекла, иако и неформално. И затоа беше дадено малку време со дискусии, со дипломатски, со политички разговори, сепак да се спаси договорот. За неколку дена ќе се случи и состанок помеѓу Алијансата и Русија, на кој ова ќе биде главната тема. Меѓутоа, периодот е навистина краток за решение. Тоа е практично до 2 август, кога овој договор практично истекува. Факт е дека ако немаме гаранција во поглед на придржување кон некакви правила за нуклеарното оружје, целиот свет спие понемирно.
Ако се вратите назад во историја, ќе видите дека 60-тите години, например, поминаа под притисок на опасноста од нуклеарна војна. Така што, велам, не е само опасноста за Европа, опасноста е навистина глобална. Главниот плюс е дека никој не може да излезе победник од таквата војна. Но сепак овие политички радикализации на ставовите, фактот дека некои правила кои се почитувале во минатото веќе не важат, сите ги прави загрижени. И тоа чувство на загриженост е изразено од страна на сите земји членки на Алијансата. Колку е решение сад да се повлечат од тој договор и да ја остават Русија незауздана според вас? Решението не е да имаме верба во зборови кои ништо не значат. Решението да постои договор и сите да се придржуваат кон договореното. И затоа и на состаноците и генералниот секретар во име на НАТО Алијансата ја испрати најважната порака, а тоа е дека нема разлика помеѓу земјите членки на НАТО. И сите се обединети во ставот дека овој договор е важен, но дека тој е важен само ако и Русија се придржува до него. Побараја ли од вас став некаков мислење да споделите денеска или вчера на овие? Состаноците се одвиваат според, как би рекла, вообичаени правила. А тоа е дека сами барате збор, но таа шанса ја гледам и јас и моите колеги да искористиме секој пат, да го кажеме нашето мислење за теми кои што се однесуваат и на нашата безбедност и на светската безбедност. Можете да споделите со нас на кои теми зборувавте? Практично овдека важи правилото дека во најголем дел од дискусиите речиси сите учествуваат. Така што ние немаме премногу шанси да кажеме нешто, а да го чујат, например, сите министри за одбрана. И денеска имав затоа прилика да зборувам и за нашите реформи, и за поддршката која што ја добивме од НАТО земјите членки, и за подготовките кои што ги правиме во делот на одбрана, во делот на сајбер, хибрид заканите, но и да се заблагодарам за силната политичка поддршка со брзите ратификации. Се разбира дека ќе спомнеме и очекување дека и останатите ќе завршат. Но велам, ретко кога мала земја како Северна Македонија има шанси во тие 3 или 5 минути да го каже својот став, а тој став да го чујат, да го забележат, да го на некој начин и верификуваат најмокните земји во светот. И тоа е шансата која се повеќе ќе треба да ја користиме. Имавте неколку билатерални состаноци, меѓу другото со земји кои се уште не го ратификувале протоколот Северна Македонија. Како напредува и оптимистите дека до декември се ова ќе биде заокружено? На сите средби провеува еден став. А тоа е дека сите се 100% убедени дека ратификацијата треба да заврши час поскоро и сите даваат поддршка на нашето членство во НАТО. Без ама, без но, без резерви. И тоа е важна порака. И заради тој впечаток и заради тој став имаме толку брза ратификација. И дури постои сега и една поголема и колегијалност. Денеска еден од колегите ме информираше дека и нивниот председател, например, го подпишал ратификуваниот протокол, со што тоа е целосно на сила. Во случајот е Португалија, земјата за која станува збор. Но сите други најавија ратификации во следните 2-3 месеци и сите најавија дека би било голем плюс и за Алијансата процесот да заврши до декември. Факт е дека 29 земји и 29 парламенти се секогаш не до крај предвидливи. Имате фактор X и на тоа мора да внимаваме. Можно е во некои земји да ви се случат избори и само од процедурални причини да има одредено доцнење. Целта ни е да не оставаме ништо на случајот, се што зависи од нас го завршивме. Се што зависи од нас го тераме како што треба. Да не дадеме шанса за било какви дилеми. Со Турција разликите се испеглани? Сите сигнали кои што ги добивавме од Турција е дека веднаш после овие локални избори и враќањето на нивниот парламент, односно собрание, во нормално функционирање, дека очекуваат ратификација. И последно прашање, ќе ги постигнеме ли тие 2% БДП за средства за одбрана? Ние покажавме дека тоа што ќе го најавиме
го исполнуваме. Така беше првата година, 2018, зголемувањето кое го најавивме, го реализиравме. Прв пат, 2 години поред имаме зголемување на одвоените средства за одбрана. Денеска соопштив дека веќе следната година ние ќе го исполниме вториот услов од Велс, а тоа е 20% од буџетот да оди на модернизација. И со истата динамика од 0,2% поени покачување на одвојувањето за одбраната, до 24-та ќе стигнеме до 2%. Но она што е важно, не само колку пари трошите, туку како ги трошите. Затоа обезбедивме овие 2 години навистина невообичаено зголемување на транспарентноста дури во област како што е одбраната. Затоа до собранието го предложивме и новиот закон за набавки во одбраната, каде што се прилагодуваме на европските стандарди и воведуваме можности дел од модернизацијата да ја правиме во договор со некоја од земјите членки на НАТО. И на тој начин малку ги елиминираме можностите и за корупција, и за одредени комерцијални лобирања, а даваме шанса нашата армија навистина лесно да соработува со сојузничките армии. Добро е тоа за нашите капацитети, ама добро ќе биде и за НАТО. Благодарам. Благодарам.